Sinovi Božji su naslednici. Pesen je pa što vojnikom životom, Malkumina ona objava. Ja sam dobri od kasni i ljubav mozite, jedna da ne vide izgubena. Miro tvoj mi dodavaš, no nekako sve da ne se plaši srce to naše. Tatko naš, koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje vo moje to srce, vo Tvoje to srce. Go otvaram srce to, povikuvam kon Tebe, milu Gospodi Isuse Hriste, se pokajuvam za sekoj grev, se pokajuvam za grevovite na mojite predci, im prostuvam na site, nikogo ne osuduvam. Potrebna mi je Tvoja ta sila da gi ljubam site, da ja prifatam Tvoja ta volja, da se rodam vo duh i vistina, i da stanam učenik na Isusa Hrista, Ti da zboruvaš niz mene, Ti da gi vršiš delata, da bidam izbran sad za Tvoja upotreba. Te sakam, Gospod Isuse Hriste, pismo od apostol Jakov, avtorstvo i pozdravi, čitame od ova plavata Biblija. Znači, Gideoni, dinamečen prevod, sporeduvame razni prepevi, ima greški, ima isvrljeni stihovi, pogrešni tolkuvanja, nerazbirljivi poetski, sozdanija na rečenicite. No sepak koga duh odvoditi, toj ti zborува, toj poučува. Еден е учител, тоа значи духот да зборува. Не зборувам јас, туку духот на мојот татко. Од Јаков, служител на Бог, служител и нашиот Господ, Исус Христос. Му рече Господ на нашиот Господ. Поздрав до 12 племиња распрснати низ целиот свет. Луѓето се распрснати, племиња, знаете. Ако ние тргнеме од потопот, нели? Од потопот, Ное со барката, видите, ќе видите дека сите потекнуваме од едно семејство. Ќе видите тогаш сите сме ние израелци, ако е така. Но некои се мешаат, овие не се мешаат, и тука се тие состојби самаријаните, аматиците, македонците, армакедонците. Радувајте се, христијани, радувајте се кога минувате низ разни искушенија, зашто знаете дека колку повеќе вашата вера се проверува. Проверка на вера имаш. Толку поистрајни станувате. Каква проверка? Па ни состојбите и ситуациите кои сакаат да те исврлат од контекст, да не враќаш со љубов, да излезеш од царскиот закон на љубовта, да осудуваш, да се гневиш, например. Морате да научите се да издржувате. Се можам. Па фати се за Исус. Појасот на праведноста, на вистината, појасот на вистината, се врзуваш да Исус, он е вистината, и не действуваш од себе. Му дозволуваш, бараш помош од Исус. Морате да научите се да издржите, бараш помош од Исус. Во сите состојби и ситуации кои доаѓаат, за да станете зрели, целосни и ништо не ви недостасува. Да не ви недостасува, барајте го најнапред Царството Божјо. И се ќе ви се придодаде. Не да идеш со авиони, со хеликоптери, да одиш на одмор. Ќе ти се придодаде тоа што ти е потребно, доволен степен на сила да се родиш во дух. Ако на некој молитва со вера му недостасува мудрост, нека ја бара Бог и тој ќе му даде. На претходна заедница тој, како би се рекло, водачот на заедницата, духот ми велеше да му помогнам, да го исправам неколку пати, но тој не слушаш и потоа барав преназначување. Затоа сега се роди оваа служба, славата Исусе. Му помагам од далеко. Вие мудрите, рече, вие мудрите. Осудуваше една група што сме се молели едни за други. Пазете. Јас му реков, ако некому му недостасува мудрост, нека ја бара од Бога. Исплива овој стих. Бог е дарежлив спрема сите и не се лути кога бараме нешто од Него. Барајте и ќе ви се даде.
но како бараш, кога бараш, зошто бараш, во колку часот бараш, но кога барате, треба да барате со вера. Без вера не е можно да му се угоди, без да се сомневате. Ова е твојата рака и ти ми ја исцели комплетно. Паднав пред 1 месец од скала овде. Не можев да ја кренам раката. Опа, слава ти Исусе. Ја пружам раката кон тебе за исцелување. Оној што се сомнева е како морски бран кога ветрот го носи и го разбива. Таквиот човек нека не очекува дека ќе добие нешто од Господ, бидејќи е нерешителен, непостојан во се. Исус живее во вас, освен ако сте недостојни, непостојани ако си. Час вака, час така. Сиромашни и богатство, христијаните што се сиромашни во дух или во материјален момент, треба да се гордеат со својот возвишен позив. Остави се земно, биди сиромашен. А богатите со понизност, богатите ќе прецветаат како дивите цветови, ќе огрее жешкото сонце, ќе ја исуши тревата, па дивите цветови ќе се исушат и сета нивна убавина ќе исчезне, така и со богатите ќе овенеат презафатени со она што го работат. Немаш време за Исус. Тоа е интересен момент. Сите знаат дека сме овде минливи. И најчесто она еднаш се живее да јадеме и да пиеме, оти утре ќе умреме. Го има тоа во Коринтијаните. Да, но Исус ја победи смртта, тоа покажува дека ти немаш вера, дека ти си тераш по свое. За искушенијата, благословен е оној човек што покрај искушенијата низ кои минува, останува верен. Дали остануваш верен во Исус? Не му се лутиш, откако ќе помине испитот, Бог ќе го награди со вечен живот, по краткото страдање. Вие ќе добиете венец што не се распаѓа, како што им вети на сите што го сакаат. Сите што го љубат. Дали го љубиш Бог или се љубиш себе си? Ете тоа се тие моменти. Никој кога е во искушение да направи нешто грешно, нека не вели Бог ме искушува. Ниту Бог себе си се проверува во грев, ниту пак вас бе проверува со грев. Секој паѓа во искушение, тогаш кога ќе го намамат и ќе го фатат во стапица неговите собствени необуздани страсти. Сакаш ова, сакаш она, сакаш да уживаш, сакаш тоа, сакаш и си се фатил за тоа. Како коската и кучето му е тргаш, тоа ја држи и така ќе ти помине животот. Кога необузданата страст ќе се зачне, таа раѓа грев, а растењето на гревот доведува до смрт. Имаш меч на духот, живо слово изговори: бегај од мене, сатано, не за сатаната и смртта, надвор од мене такви мисли. Не, Исус е на помош. Те сакам, Господи, с тебе ти велам, ти што ме тераш вакви мисли, надвор од мене во името на Господ Исус Христос. Мили мои, не дозволувајте да бидете измамени. Секој добар и совршен дар доаѓа од Бог, од небото, од оној што ги создал небесните светила. Те сакам, Господи Исусе Христе, но за разлика од нив тој никогаш не се менува. Кај него нема сенка која би била резултат на поместување. Тој сакаше ние да бидеме првина на неговите созданија, се ова созданија на земјата. Затоа ни ја испрати вистинската порака, за да ни даде ново раѓање. Ете, тоа е битно, да умреш ти тихо стариот и да се родам во Исус. Тоа е христијанство. Другото, ти си учиш како во земни школи, цитираш, мандрагонираш, пафлагонираш и немаш љубов. Немаш доволно љубов ни за себе си, а камоли за другите, да се слуша и да се спроведува на дело. Драги мои пријатели, повеќе слушајте, а помалку зборувајте и воздржувајте се од гневење. Гневот не води кон правичност каква што Бог очекува од нас. Еден е судијата, тој е судијата. Исус да те укори, Исус да те укори. Затоа отврлете ја сета нечистотија и сето зло што е во вас, па понизно прифатете ја пораката што Бог ја насади. Треба да ја насади во нашите срца, што може да ве спаси. Дојде една сестра и рече: колку се понизни. Понизете се пред Господа и тој ќе ве подигне. За сотрудниците зборува. Па христијанинот треба да е понизен, да чека. Значи, се проверува низ фурната на страданието. Неговите избраници се проверуваат во фурната на понижувањето. Во Стариот Завет. Те сакам, Господи Исусе Христе. Драги мои пријатели, повеќе слушајте. Немојте само да слушате и со тоа да се залажувате. Одиме Јаков 1.22.
Isполнувајте го тоа што ќе го чуете. Isполнувајте го, значи промена. Тој што слуша не исполнува е како човек што ќе се погледне во огледало, ќе си замине заборавајќи како изгледа. Само оној што ќе се задлабочи, да се задлабочиш во совршениот закон. Имаме еден закон што ослободува, секогаш ќе се придржува до него. Не заборавајќи го она што го слушнал, исполнувајќи, не заборавајќи, ќе биде благословен во се што работи. Тој закон е љуби го својот ближен како себе си. Да постапуваш кон се како кон себе си. Во заедништво со Исус. Ќе биде благословен во се што работи. Ако се сметаш за побожен, а не го обуздуваш јазикот свој, ти само се залажуваш, твојата побожност е безредна. Првата гордост, кога мислиш дека си спасен, си се крстил, се си направил благодарствена вечера, си рипал, си скокал, цитираш стихови, е гордост, гордоста е грев. Не можеш тогаш да разбереш. Не го разбираш тој момент. Побожноста што Бог нашиот татко ја прифаќа како чиста и непорочна е ова да се грижиш за сирачиња. Сирачиња се луѓето кои се на земјата и не знаат дека имаат татко, се уште мислат дека имаат Бог само, и вдовици. Вдовица е црква, душа, заедница која го нема мажот, главата на црквата кој е Исус. Сирачиња се оние што не знаат дека имаат татко, вдовици се оние што немаат водач на заедницата, телесни водачи. Пријатели мои, ако имате вера во нашиот славен Господ Исус Христос, нема да се однесувате спрема едни луѓе подобро, спрема други полошо. И не првен што ми викал, а како таму во овој случај постапуваш вака? Се раздува, Исус е на помош. Како постапуваш вака, а таму постапуваш? Ја си велам, не постапувам, луѓе. Чекам водство. Има степен, значи времето на милост такова ќе помине. Ќе дојдеме до тој момент. Да претпоставиме дека во вашата богослужба доаѓа човек кој е богат со златни камења, прстење на раката, облечен во убава облека, влегува сиромашен човек со одрпана облека. Ако вие гледајќи според облеката му речете на човекот во убава облека, седни ти овде на убаво место, а ти сиромашен, ти стои овде, седни на подот. Зарем така ги двоите луѓето раководејќи се спрема? Има еден момент, вели, станавте судии на лоши помисли. Послушајте ме, драги пријатели. За не Бог не ги одбра сиромашните. Сиромашен е оној кој оставил се и врви по Исус. Блажени се бедните по дух. Зашто тие што? Па тие ќе се претопат во него, ќе се наполнат со дух, барајќи ќе ви се даде. Бидат богати со верата, сиромашни, но богати со вера. Наследници на царството што им го вети на оние кои го сакаат. Богати со вера, сиромашен, но богат со вера и има царство. Ветено на оние што го љубат, а вие ги презирате сиромашните. Вас ви измачуваат богати, ве влечкаат по судовите. Богатите го навредуваат Божиото возвишено име. Тој знае, богат е, не му треба Господ. Тој по еден момент помислува дека тој е Господ, тој решава за другите. Тој е таа гордост. Добро правите ако го исполнувате Господовиот царски закон, запишан во Светото писмо. Тој е тој царски закон. Сакај го својот ближен колку што се сакаш себе си. Затоа тоа е тоа што треба да го знаеш, да љубиш. Но ако спрема едни луѓе се однесуваш подобро, а спрема други полошо, правите греф и според Светото писмо, вие сте престапници, отстапници, родоскверници, дури ако некој се придржува до целиот закон, а сгреши само на едно место, тој е виновник како што би го прекршил целиот Божји закон. Зашто истиот Бог кој рекол не прави прељуба, не се мисли само телесно, него и духовно. Одиш во 100 цркви, 100 заедници, немаш вистинска љубов. Рекол и не убивај. Кој не го љуби братот свој, човек убиец. Ако не си извршил прељуба, си убил, ти си прекршител на законот. Кој не го љуби братот свој, тој пребива во смртта. Зборувајте и постапувајте како луѓе што ќе бидат судени според милостивиот закон, времето на милост, што не ослободува. Инаку на судниот ден нема да има милост. Милост сакам, вели Исус, а не жртви. Нема да има милост према оние што биле безмилосни. Тој што нема милост и во судот ќе нема милост за него. Милоста е поразува осудата. Видете, ние ќе дојдеме до тој момент. Што значи тоа милост сакам? Милост. Имаш ли ти милост, брате и пријателе?
принципи, постапки, ова сега што слезено, поуките и сооднос со Исус и исцелувањето. Кој љуби татко или мајка повеќе од мене, вели Исус, не е достоен за мене. И кој љуби син или ќерка повеќе од мене, вели Исус, не е достоен за мене. Матеј 10:37. Ако го разберете ова, ќе видите кои се тие сиромашни, тој што оставил се. Љубов кон сопственото, твоето, и љубовта кон Исус. Раскрсница, крштение, раскрстување за многумиња, кршење на старото и раскрстување. Дали се љубиш себе си, сопственото или Исусовото? И уште еден стих. И кој не го земе крстот свој, раскрсти со себе и не оди по мене, да одиш по него, не е достоен за мене, Матеј 10:38, да го земеш крстот, да се постапиш како Исус, да постапуваш, да се раскрстиш, оставиш стариот човек, старата природа, на крстот и да се крстиш, да се надеваш, да појдеш, да се предадеш во духот Исусов. Тоа е христијанство, но тоа е практика. Тоа не е теорија само во духот. Да го прославиш Царството Божјо во тебе, во мене, во срцето, во душата, во твојот сотруднички живот, да сакаш да работиш за Царството Божјо. Сотрудници чии имиња се запишани во книгата на животот. Слава ти, Господи Исусе Христе, да го земеш крстот свој, значи да поидеш по Исуса. Да му го отвориш срцето, да му ги дадеш клучевите. Власта да му ја дадеш врз себе на Исус и Отецот, да му ги дадеш клучевите од твоето срце и таму да се населат. Еве уште стихови. Тогаш ти не си веќе собственик, ти си собственост. Кој си го чува животот свој, си го чуваш својот живот. Аме, јас имам свој живот, свое време, ќе го загуби. Кој ќе го загуби животот свој заради мене, заради Исус, ќе го најде, Матеј 10:39. Живот твој и живот Исусов. Пазете, Бог е самиот живот по Аристотел, кога ги спремал македонците да дојде апостол Павле. Значи, тој ти дава живот, здифи се, и животот не е твој. Он го зема и дава животот. Он ти дава живот, здифи се, ти немаш ништо. Ти си создаден, создание. Отецот е создателот. И христијанство е промена од телесност во духовност. Умирање на телесен и родение во Исус во духовен. Промена. Ние сме родени, оживеани, создадени, измислени, возлюбени од Таткото Небесен. Еве стихови, зашто тој не роди по своја волја преку словото на вистината, тоа е ова свето писмо, за да бидеме првина меѓу неговите созданија. Јаков 1:18. Се ова што е создадено, кога ќе дојдеш во човек, кога ќе поминеш, ќе се родиш од вода, ќе излезеш од утробата. Јаков 1:18. Ти стануваш човек, имаш слободна волја да избереш, имаш време на милост. Он не роди преку словото на вистината, светото писмо, и првина од се создадено, од синовите сатански, да се преродиш преку словото, преку Исус, во синови Божии. Исус ни вели, дојдете при мене сите. Исусе, те сакам. Сите изморени, обременети, обеспокоени, Он ќе не успокои. Земете го мојот јарем на себе, поучете се од мене. Дали се поучуваш од него, дали си негов ученик? Јас сум кроток и смирен по срце. Кроток, смирен, ќе најдете спокој, мир за душите ваши. Матеј 11:28-29. Повик од Исус за смирение, за мир. Покана за сите изморени, обременети, обеспокоени, кои бараат спокој. Ни дава мир и кроткост во срцата. Слава ти, Господи Исусе Христе. Спокој за душите. Низ Исус зборува и действува нашиот Татко Создател, небесен во дух. Он им зборува на своите деца, на своите созданија, на децата негови паднати со сатаната на земјата, и имаат малку време на милост да повикаш кон него.
Потоа Исус зборува во дух за духот на Отецот, оти има и дух на овој свет, кој не е љубов, која никогаш не престанува. Ако пак јас истерувам демони со духот Божји, тоа значи дека до вас дошло Царството Божјо. Матеј 12:28. Истерува демони, тоа значи со духот Божји. Од нас, од вас, тоа се болести во тело и душа, и Царството Божјо доаѓа во вас. Односно, Исус во нас. Исус е Царството Божјо во мене, во тебе. Исус живее, може да живее во моето срце, освен ако во твоето срце, освен ако си недостоен. Дали си достоен, дали достојуваш, остануваш во неговите слова, во љубовта, дали го прифаќаш тоа или имаш отпор. Вистина ви велам, секој греф и хула ќе им се прости на луѓето, но хулата против Свети Дух нема да им се прости на луѓето. Ако некој каже збор против Синот човечки, не знае за Исус, не поверувал, ќе му се прости, но ако каже нешто, стори нешто против Свети Дух, нема да му се прости ни на овој век, ниту на идниот. Матеј 12:32. Знаеш за Исус и пак си живееш по-старо. Си се сакаш себе си ја сакаш душата своја, својот живот, своите мисли, своите. Само своите. Ама тие своите се тие. Тој дојде кај своите, Исус, и своите не го примија. Ете, тој е проблемот, треба да си негов, не свој. Тоа значи вели дека го знаеш Словото, а не му даваш Исус да те води, да те промени. Од Исус си тераш, постапуваш по своje, знаеш за Исус, си дознал за Исус, си живееш по стара, ма јас вака се, чекај се, Исус мора да ме слуша мене. Аха. Со духот на овој свет не си остарел, не си се оставил, не си умрел на крстот, не си се родил повторно. Нема место во срцето твое за Исуса. Тесно ви е во срцата ваши, тврдокорни срца, тесни срца, камени срца. Кој не собира со мене, што да собираш? Па изгубените овци. Тој растура. Исусе, те љубам. Слава ти, Господи Исусе Христа. Ти благодарам што и во овој ден ги допираш сите оние кои ќе кажат, допрете се до срцето. Исусе, дојди во моето срце, отвори ми го умот да ги разбирам словата. Научи ме да ги љубам сите, да им простам на сите, никого да не осудам, да се покајам за секој грев, да се вратам во Царството Божјо, да го љубам мојот татко на небесата. Амин до Божјо Царство небесно. Амин. Христијанство е промена од стариот човек, умирање и родение во Исус. Тоа е еден малку поинаков процес кој треба да го разберете. Првин да му ја дадете власта врз себе на Исус, духот да ве води, он да зборува, он да ги врши делата. Тоа е грев против Свети Дух кој нема да се прости. Не му дозволуваш да те води, знаеш за Господ, некако знаеш. Кога ќе дојде Духот, ти ќе викаш Ава, Оче, Татко ќе викаш, Исус ќе го прославиш и никој не може да го нарече Исуса Господ, Господе Исусе, Господе, освен преку Свети Дух. За секогаш Исус, бегај од нас Сатано во името Исусово и не враќај се повеќе. Надвор од Македонија Сатано во името Исусово и не враќај се повеќе. Во името на Господ Исус Христос ја предавам Македонија во Исусови раце. И се што имаме него, се му е Твој. Амин. До Божјиот Царство небесно. Амин. На сите што го примија им даде сила да станат синови Божи со наследници. Песен е пако што води кон животот, малку мина на огја. Јас сум добриот пастир и љубам овците, и една